Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео нема да правам осврт на некој роман, освен што ќе направам осврт на она што се случуваше изминатава година со каналот, со видеата што ги снимав и некои ќе биде пократко видео, некои идеи што ги имам, некои замисли за воиднина. Пред некоја недела разгледував кога сум почнал всушност со видеата, не со читањето на Хобитот, туку со оние неколку авторски профили со кои што почнав. Првиот беше за Дино Буцати, италијанскиот писател, и видов дека тоа било на 10 април и сакав да направам едно видео на заокружување и да го постирам на 10, тоа е сега за 2 дена, да биде како една годишница. Значи во моментов на каналот има некои си 41 или 42 видеа, од кои повеќето се рецензии и осврти на книги. Има некои рандом видеа со идеи и мисли за читањето, има некои видеа кои што се авторски профили, на почетокот почнав да ги снимам, за многу набрзо да сватам дека тоа е тотално нереално, затоа што бараше и време и труд кој што јас ги немав на претек во тоа време, и затоа што едно е да направиш свежи впечатоци ако имаш да зборуваш за некој роман, со тоа што јас не правам, немам текст готов, не читам, немам сценарио цело, туку имам само одредена скица за оно што сакам да го кажам и ги споделувам впечатоците, додека за авторските профили бара многу повеќе труд и подготовка и да ги имам тие книги, да ги покажам, затоа што тоа ми беше идејата да кажам што може да се чита на македонски, и планирам да продолжам со тие авторски профили, меѓутоа како што ќе имам време. Идејата ми беше, уште еднаш ќе кажам, да мојата љубов за книгите, љубовта за читањето да ја споделам со што повеќе луѓе кога веќе ми се дава таа можност. Оние што не читаат книги, ако успеам да ги поттикнам да читаат, е супер. Оние што читаат, да читаат уште повеќе. И меѓутоа има нешто што е многу важно за мене, а тоа е изборот на книги, и се надевам дека според моите критериуми и мојот вкус, дека овие романи за кои што зборувам се добри и квалитетни романи. Некои од нив се класици, така што јас не мора да кажам дали се добри или не, времето покажало. Некои се зборувам и за современи македонски писатели, за македонски класици, тоа уште повеќе ќе има во иднина, за детски романи за деца, така што гледам да има добар микс, или современа литература, белетристика, гледам да има добар микс и да има, не ја сакам таа фраза за сите по нешто, меѓутоа да не инспирираат овие книги. Друго нешто што го кажав уште на самиот старт е дека овие видеа не сакам да бидат претешки, во смисла да не бидат некакви си текстови академски кои што јас ги пишувам како рецензии, па потоа ги читам тука. Има место и за тоа, меѓутоа не ми е идејата на овој канал да го правам тоа. Затоа сакам тука да биде некоја средина, да биде малку понепосреден јазикот и да биде на некој начин пред се ова да биде популаризација на литературата и на читањето и на добрите книги, отколку да бидат некакви си стручни трудови на кои што местото има најчесто на симпозиум или конференција, како и да е. Мојата област не е литературата во смисла на формално образование. Значи, ја не сум учел литературна критика, меѓутоа мојата испоред образование, испоред главен интерес, она што е моја област, се допира со литературата, така што имаат заеднички нешта. Меѓутоа ќе продолжам да ги правам во овој стил видеата, со тоа што значи исто така да спомнам, фала ви за секој лайк, фала ви за секоја поддршка, фала ви за секој коментар, за секоја интеракција, за конструктивните критики и идеи, за предлозите за книги. Значи тоа навистина ми значи. Фала ви за секој сабскрајб на YouTube и за секој лайк на читачот. Она што е интересно е што Facebook за жал го убива тој органски досег на луѓе, тој органик рич. Јас неколку пати ставив и платив спонзор да биде некоја символична сума за да имам повеќе следбеници. Меѓутоа она што го приметив е дека дури со поголем број на следбеници не многу луѓе ги досегнуваат видеата, затоа што тоа така функционира алгоритамот и Facebook ги интересира да прават што повеќе пари. Како и да е, значи би ми значило доколку некогаш направите било каква интеракција или кликнете лайк или срце или што и да е, затоа што тоа значи дека има повеќе шанси повторно да ги гледате моите постови, затоа што често може да не ви се појават воопшто.
тоа би ми значило исто така на YouTube може да стиснете subscribe. Знам дека на многу луѓе им е важно на YouTube и нели кога градат на некој начин следбеници или луѓе што ги следат нивните видеа на YouTube, идејата им е да достигнат до одреден број и одреден број на сати на гледаност, затоа што тогаш можеш да ставаш реклами, да YouTube да става и да заработуваш. Искрено да ви кажам, во овој момент јас сум далеку од тоа и според бројот на сабскрајбери и не ми е тоа идејата во овој момент. Ако некој ден можам да заработувам од ова што го правам, знам дека би требало да имам спонзори или би требало, немам поима што би требало, меѓутоа сега не размислувам за тоа, можеби во иднина. Сега ми е важна вашата поддршка. Кликнете subscribe на каналот на YouTube, меѓутоа верувајте ми, немам намера да маркетиншки трикови сега да правам и да ви досадам цело време. Ќе го спомнувам тоа, меѓутоа нема да ве оптеретувам дека ако ми треба толку сабскрајбери и бла 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 и бла бла. Книгите се најважни во случајов. Значи тоа е она што се случува сега. Нешто што, значи, ќе планирам да продолжам со ова темпо, кажав дека ова година е година на Блаже Коневски, 100 годишнина од неговото раѓање, меѓутоа лани беше 100 годишнина од раѓањето на Славко Јановски, меѓутоа јас решив оваа година да ја посветам на Славко Јановски, направив едно видео, може да го гледате на каналот, за тврдоглави. Сега ќе направам, наскоро ќе снимам најверојатно за една недела за еден друг негов роман. Ќе правам најверојатно и за други македонски класици оваа година, меѓутоа фокусот ќе биде на Славко Јановски. Нормално ќе продолжам колку што можам и да ги следам македонските современи автори и колку што можам да исчитам и класици и се, значи има премногу книги. Знам дека и многу од вас имате цели листи, имате цели купчиња со книги што чекаат да бидат прочитани. Меѓутоа, окей, можеме да читаме толку колку што можеме да читаме. Важно е да некогаш и да препрочитуваме и некогаш и да ги читаме бавно книгите, да останеме повеќе во светот на книгите. Светот на книгите, не ми се свиѓа таа фраза. Она што има едно многу популарно мислење, и тука ќе привршам, дека нели книгите не опуштаат и книгите се за забава. Јас би рекол да, меѓутоа мене книгите пред се, зборувам за мене, не ми се за опуштање и не ми се за забава. Да, книгите ќе ти го тргнат, романите зборам, ќе ти го тргнат умот од можеби од грижите или од оне преокупации на секојдневието. Меѓутоа јас сакам книгите да ме замислат, сакам книгите да ме придвижат, да предизвикаат во мене емоција, да предизвикаат солидарност, да размислам за смислата на животот, да размислам за вредности, и одредени филозофски прашања, така што за мене книга што нема да ја што е за недела дена ако те прашаат нема да памтиш пола од действието, не е вредна книга за читање. Како и да е, ве поздравувам, следете ме и на YouTube, следете ми на Facebook, ви благодарам за поддршката и се гледаме со уште многу видеа. Една година. Фала ви. Чао.